Во Кочанско произведен половина тон генетски модифициран ориз. Инспекциите на Агенцијата за храна и ветеринарство се уште утврдуваат од каде потекнува семенскиот материјал. Ова е еден од двата производа кај кои е утврдено присуство на ГМО организми, кои кај нас се забранети со закон. Вториот производ се соини шницли на производителот Виталија. Мострите се земени во магазините и сега се наоѓа во подофицијален надзор и се чека уништување. Према операторот со храна е изречена, мерка казна од 5000 евра и спрема одговорното лице 1700 евра. Генетски модифицираната храна е храна која е создадена преку мешање на генетскиот материјал на организми, од кои повеќето не би можеле да се спојат во природни услови. За разлика од хибридите кои се создаваат преку мешање на гени од сродни растенија, кое што е можно понекогаш и по природен пат, ГМО е храна создадена преку спој на гени од целосно несродни видови. Најпознат пример е доматот, кој што во себе содржи гени од поларна риба и благодарение на истите не замрзнува и издржува ниски температури. Според нашето законодавство, производството на ГМО храна е забрането. Кај нас законот 50 од Закон за безбедност на храна, членовите 55 и 56 2015 година ми се чини се избришани, со кои што порано беше дозволено производство на храна со ГМО и беа точно регулирани начините како да се стави во промет таква храна, сега се избришани и се ставени во мирување до влегување на Република Македонија во Европска унија. Инаку, граѓаните не можат да препознаат која храна е со ГМО, додека истото не биде декларирано на производот.